Добро вечер во уште едно издание на емисијата 360 степени. Стојанче Ангелов деновиве предизвикува големо внимание во јавност. Едно поради протестите пред Македонската радио и телевизија и второ поради пораките дека е подготвен заедно со УЧК како што вели да се бори за да падне власта на Груевски. Поради тоа Ангелов е предмет и на напади, а самиот вчера излезе со повик за помирување и обединување меѓу македонците и албанците против, како што рече, криминалците. Ангелов повика и на јавно соочување со поранешните припадници на ОНА, така што вечерва во 360 степени гости се токму полицискиот генерал Ангелов и поранешниот командант на војната полиција на ОНА, Абедин Зимбери. И вечерва ќе објавиме нова саботажа. Ве поканувам да останете со 360 степени. Сега ќе ви ги представам моите гости. Стојанче Ангелов од Достоинство, полициски генерал, се разбира во моментот неактивен. И Абедин Зимбери, поранешен командант на војната полиција на ОНА, а потоа и пратеник, сега во моментот подпредседател на Нова демократија. Добро вечер за вас и добре дојдовте. Господине Ангелов, вчера повикавте на обединување на македонците и албанците против, како што рековте, криминалците. Дали ова не е малку паролашки, малку пропагандистички? Може би вам така да ви изгледа, но факт е дека во Македонија долго време наназад меѓуетничките односи се користат за одвлекување на вниманието од актуелните проблеми. Во конкретниот момент од одвлекување на вниманието од огромниот криминал на кој што бевме сите сведоци и можевме да го слушнеме. Меѓуетничките односи и овој пат власта проба да ги употреби. Односно тие најавија на нивните провладини медиуми дека Ангелов Стојанче заедно со Зоран Заев и исламски фундаменталисти подготвуваат крваво сценарио за меѓуетничка војна во Македонија. Да, тоа сакам да Нешто кажам, што значи апсолутно не е точно. Вие сакате да дестабилизирате. Ние денес ќе покажеме заедно со Абедин дали во Македонија има навистина опасност и дали ние сме подготвени да војуваме за тие да ги однесат украдените пари. Од каде сега вакви ставови кај вас и дали тие не се во некаква контрадикција со некои ваши ставови доскоро што ги застапувавте? Например, еден од најјавно експонираните ваши познати ставови е ставот против назначувањето на Талат Џафери, кој што исто така е поранешен припадник на ОНА за министер за одбрана. Тогаш жестоко реагиравте. Дури бевте и на дуел во оваа иста телевизија со Џафери, бранејќи го овој став дека тој не треба да биде министер за одбрана. Ниту Талат Џафери, ниту било кој друг командант од УЧК смее да биде министер за одбрана или за внатрешни работи. Нити сега, нити било кога во иднина. Ние имаме покренато иницијатива до Уставниот суд со која што предлагаме одржување на референдум. Референдумот беше закочен од страна на ВМРО ДПМН на Никола Груевски преку Собрнието. Со тој референдум ние бараме сите граѓани на Македонија да одговорат на 4 прашања. И тоа е наш принципиелен став, кој што не треба да се меша со ваквата ситуација. Генералот Ангелов Стојанче кажува, злосторниците, опфатени со хашките случаеви, порано или подоцна, ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Зборувам за сторители на тешки дела против човештвото кои што се изживува врз невино цивилно население како што се мавровските работници, а кои што беа амнестирани токму од Никола Груевски. Нели е малку илузорно еве сега да очекувате со вакви ваши ставови со оглед на перцепцијата кај доминантниот број на албанската заедница да очекувате прашајте го Абедин како припадник поранешен на УЧК. Прашајте било кој албанец дали се согласува на лице кое што е заробено, кое што работело на пат, да му се набута стап од пола метар во анус. Дали е тоа нормално потоа да се терат луѓето да ги лижат тие стапови? Ги терале да општат полово меѓу нив, мажи со мажи. Кој нормален човек, без разлика дали е македонец или албанец, без разлика дали бил бранител или вучака, ќе се согласи со зверско изживување? Ја не зборувам за одговорност на Али Ахмети, бидејќи илузорно денес ние да бараме одговорност од Али Ахмети. Зборувам за 20-30 луѓе кои што сурово се изживувале врз цивили
кои што биле заробени без никаква вина. Знаете дека случаите се затворени со автентично толкување на законот за амнестија во собранието? Не сте добро информиран, морам да ве коригирам. Според меѓународното право, злоупотребата против човештвото никогаш не застаруваат. Она што го направи Никола Груевски е спротивно на правилата на меѓународното право и овие случаи ќе бидат отворени заедно со албанците тогаш кога ќе се создадат услови, бидејќи се работи за мала бројка на луѓе за кои што според оние информации кои што јас ги имам, дури и на оние припадници на УЧК кои што биле на местото на изживувањето, не го оправдувале тој чин. Бидејќи ако таму биле 30 припадници на УЧК, се изживувале неколку, другите биле згрозени исто така. Господине Зимбери, како го доживувате, да речем, вчерашниот повик на Ангелов, дека македонците и албанците треба да се обединат во овој момент, како што вели тој, против криминалците? Shikoni, që nga fillimi, do thot që nga mbarimi I luftës së vitit 2001, vazhdimisht kam qenë në I gatshëm edhe gjithherë kam qenë I hapur për debate, për bisedime, me qëllim që të vinë deri te një pajtim mes dy kombeve të cilët edhe zhvilluan luftën në vitin 2001. Fatkeqësisht në disa raste shoh që ende nuk është krijuar një mentalitet pozitiv nga pala tjetër maqedone, që me të vërtet ai pajtim mes dy komuniteteve të arrihet. Fatkeqësisht edhe sot pas 12 viteve, shembull 14 viteve sa ka ndodhur, unë te Stojan Çangellovi akoma nuk po e shoh një, çish më thon, një kusht I cili çon deri te pajtimi apo një reformim të vet Stojan Çangellovit, për shkak se akoma mirret me problemet e luftës, do thot vazhdimisht në vend që ta çesim një hap përpara për të zgjidhur disa probleme të cilët na afrojnë më së afërmi, fatkeqësisht në këtë rast Stojan që po kthehet prap t'i bëjë aktuale ato situata të cilët kanë qenë për mua personalisht edhe për gjithë ndoshta pak që ka njerëzi, është e dhimbshme çdo vrasje që ka ndodhur në vitin 2001. Tash nëse Stojan Çangellovi merr vetëm ndodhit që ka ndodhur palës maqedone, ata nuk mund të vinë deri në pajtim përderisa nuk flet edhe për tonës tjetër, cilët të njëjtët gjë kanë ndodhur edhe tek popullata shqiptare. Është rasti I fundit më trishtues që pas 14 vite shembull bëhet varrimi I vllaut të Fazliveliut, të cilin e kanë gjetë me një vend ku një zot e din se çfarë ka ndodhur me ta, se çfarë lloj vrasjesh ka ndodhur me ta. Kemi pasur në raste të cilët një ushtri aktuale, një polici aktuale, do thotë e shtetit legale që po llogaritet, ka pas burgosëm tonë që kanë qenë në burg, kanë lujt ashtu si kanë ndesh në burg me ta sot, shumica prej tyre janë të paaftë për fizikisht. Unë në këtë debat sotmit nuk erdha për t'u kthy vitit 2001. Vazhdimisht insistoj që mendimi im pozitiv është si ta ndërtojmë të ardhmen e këtij shteti. Nëse vazhdimisht kthehemi ka ajo se siç thot Angellovi se do t'i ndalohet çdo shqiptari që të jetë ministri I punëve të jashtme ose ministri I punëve të brendshme, unë lirisht po e pyes atëre cila është arsyeja e shqiptarëve që bashkarisht të insistojmë për ndryshim të një sistemit ose të një diktature e cila për mua është diktaturë, edhe vazhdimisht kam qenë kundër këtij pushteti, kundër kësaj qeverie, sidomos të vëmërose, e cila vazhdimisht ka lujt me ndjenjat e çdo qytetari në Maqedoni. Fatkeqësisht njerëzit nuk e kanë kuptuar deri tash, po ndoshta këto bombat do ta vëdisojnë shumë njeri që të mendon pak më pozitivisht edhe ta dinë se e ka zgjedh dhe ku është anmiku I brendshëm I Maqedonisë. Një herë për gjithmonë maqedonët duhet ta kuptojnë se anmik nuk e kanë shqiptarët. Shqiptarët janë miku më I afër I maqedonëve me të cilët mund të ndërtojnë shtet, me të cilët mund të jetojnë bashkërisht. Fatkeqësisht anmiku më I madh është brenda popullit maqedon. Siç kemi edhe ne ndoshta individ caktuar që janë brenda popullit shqiptar, njerëz të cilët gjithherë krijojnë tensione, gjithherë krijojnë parregullsi që të vinë deri te një konflikt për të mbuluar disa vjedhje, kriminalitet ata të cilët I krijojnë gjatë pushtetit që kanë. Dhe në këtë rast unë edhe në bisedat private kur kemi biseduar me Angellovin, ju kam lut si njeri, I kam thonë, jam I gatshëm për skaj gjithë atin e viktimave që më kanë ratë familjes, torturave, shkatërrimeve, gjithë shka. Nëse ke ndërmend me të vërtet që të bashkjetojmë, ndërtojmë shtetun, jam gatshëm ta shtri dorën. Ti harrojmë gjitha të kalumat. A nëse hapim
atë kutinë e Pandorës për të cilën gjithherë bisedohet, atëherë ka shumë tema për të cilët duhet bisedohet, po ato tema nuk mund të bisedojmë as unë, as Angellovi, duhet të ketë komision i përbashkët edhe nga pala Maqedonë, edhe nga pala shqiptare që t'i analizon më thellësisht ato probleme, edhe ta shef se ku ka qëndru problemi, kush i ka bërë krimet, nëse ka ndodhur me të vërtetë raste të tilla, edhe unë jam për ta xhiku, por jo për t'i kthy gjitha rastet e Hagës, për të cilët Haga i ka kthy si raste të cilët nuk mund të shërtohen si krime lufte. Kjo është ajo për të cilën unë i kam ofruar dorën dhe kam qenë i gatshëm për bashkëpunim gjithherë. Për bashkëpunim, po në aspektin e barabartë, jo të llogaritem për shembull si një etnitet i dorës dytë dhe realisht përmes gjithë asaj që është bën, dëgjova që është edhe kundër marrëveshjes së Ohrit, një marrëveshje e cila duhet vetë populli Maqedon ta respekton edhe ta feston më shumë se shqiptarët për shkak se pikërisht ajo ditë asaj marrëveshje është ajo e cila shpëtoi Maqedoninë nga një shkatërrim total, nga një luftë civile, sikur që ka ndodhur edhe në Kosovë edhe në Bosnë e Hercegovinë, fatmirësisht deshti Zoti që në Maqedoni mos ndodhet deri ajo, mos vinë deri ajo, duke pas parasysh se gjithë ka pak kemi kontribuar në ata që mos vinë deri një luftë civile që kanë pasur në shtete të tjera. Господине Ангелов, да. Прашање кои што ги загонетна во Абедин во неговијата изјава. Само сега да не го претвориме ова во дебата за 2001 Не дебата, ова се неколку работи кои што погрешно ме разбрал, нели? Целта на оваа емисија не е ние да се закрвуваме понатаму. Целта е да отвориме широко општествена дебата, почнувајќи од денес понатаму. Јас не гаам лажни илузии дека ние со една или со 3 дебати ќе решиме се. Но ако се работи на ова како процес кој што би траел известно време, па нека си години, верувам во позитивни исходи. Јас Абедин би го коригирал дека треба да одговорат злосторниците од двете страни. Ако се утврди од страна на безбедносните сили извршени злосторства, како конкретниот случај со братот на Фазле Велиу, сум за одговорност. Значи не реков дека не треба да одговара само едната страна. Понатаму не реков дека не треба да биде албанец министер за внатрешни или за одбрана. Јас зборувам за командант и НУЧК бидејќи е чувствителна ситуацијата. Ние имавме албанец за одбрана, министер за одбрана, кој ние воопшто не рековме ниту еден збор против него. Ние верувам дека мнозинството македонци не ги доживуваме албанците како непријател, ни порано ни сега. Јас сум многу внимателен кога зборував за оние вжештени глави кои што се уште во некој филм на Голема Албанија, кои што за среќа ги нема многу. Верувам дека денес е многу малку после сите овие години. Јас ви изразувам големо сочувство и во име на сите македонски брнители за вашето семејство, бидејќи 10 члена на вашето семејство, меѓу кои што има неколку мали деца, неколку жени и старци, не се убиени намерно и вие сте свесен за тоа. Тоа е колатерална штета, бидејќи луѓето пукале во куќата мислејќи дека се позиција НУЧК. Ве убедувам дека нема бранител кој што намерно би пукал во куќа каде што знае дека има деца. Тоа е една голема несреќа, страшна несреќа која што не можеме со ништо да ја надокнадиме. Но еве едно извинување и од мене во името на бранителите поради таа голема грешка. Понатаму за хашките случаеви до некаде беа завршени. Значи јас пак кажам, се работи за мал број на луѓе кои што се познати на државната безбедност и на јавното обвинителство. Зборувам за нив. Заедно ќе направиме мешовити судови каде што ќе има луѓе од двете страни. Внимателно треба да зборувам за одговорност на оние кои што животински се изживувале врз луѓе од кои што неколку од нив почина, а некои се самоубија, а некои ќе останат вечно да живеат травматизирани. За Охридскиот договор јас зборувам за постепено и етапно надминување. Не зборувам јас сега ние денес да укинеме нешто кое што Македонија довело до мир. Значи постепено со една широка дебата, бидејќи сметам дека сите закони кои што произлегуваат од Охридскиот договор се веќе вградени во правниот систем на Македонија и мислам дека и за самите албанци е понижување ако албанец се запише на факултет затоа што е албанец. Значи јас се залагам за градење на едно граѓанско општество. Ние треба да излеземе од тој филм на да речам метни куми и каде што ќе се запишуваме на факултет затоа што некој припаѓа нова или нона заедница. Треба кога ќе се конкурира на факултет или за работа во државна администрација да бидат примени најдобрите, па нека си 50% албанци ако во тој момент имаме таков квантум на кандидати. Мораме да се трудиме да изградиме граѓанско општество.